Канабисот во медицината, маслото од канабис, помеѓу науката и искуствата на пациентите, зошто расте интересот за масло од канабис, дали медицинскиот канабис праведно се изедначува со рекреативна употреба, медицинскиот канабис без предрасуди, квалитет на живот како целна терапија, CBD и THC, две состојки, различни ефекти, многу прашања денеска ќе дадеме и одговор. Инаку во последниве години, тоа го споменав утринава, медицинскиот канабис, јас би рекол и престана да биде тема за која се зборува само тивко и со предрасуди. Денес се повеќе пациенти бараат проверени информации, стручни совети и научно подкрепени одговори за тоа каде завршува митот, а каде имаме или започнува медицина и вистина. Што на вистина знаеме за CBD-то? Кога може да биде дел од современиот терапевски пристап, а кога не? Како да се препознае квалитетен и стандардизиран производ и зошто лекарскиот медицински надзор е незаменлив? Во ова издание разговараме со моја пријателка, а денес станува и ваша официјална со ова незино излегување на телма, доктор Ирена Витановска, специјалист по семејна медицина, која преку својата долгогодишна работа и консултациите во информативниот центар во Скопје секојдневно се среќава со можеби наши сограѓани, пациенти кои што имаат дилеми, стравови некој пат, ама и очекувања поврзани кои што се со CBD производите. Така што ќе потсетиме и за овој центар кој што е основан со цел сите ние како граѓани да добиеме стручни проверени информации за производите кои што се од линијата на КАНУИЛ и нивната правилна употреба, наместо се подпираат на непроверени информации кои што често знаеме да си ги мапираме, лоцираме ние сами на интернет просторот. Така што ќе говориме секако и за квалитетот на живот, за самата наука, за хронична болка, анксиозноста, несонницата и другите можеби хронични болести кои што знаат да направат состојба која и не е баш благодарна во секојдневието кај секој од нас. За разликите, како што кажав, се уште постои дилема што е CBD, што е THC и за стигмата што со години ја следи оваа тема, но и за најважното, како пациентите да носат информирани и безбедни одлуки за сопственото здравје, водени од медицински докази, а не од митови и дезинформации, кои што реков ги наоѓаме сега денеска, па имаме толков арсенал на платформи каде што можеме да добиеме непроверени информации, па така затоа денес ви ја носиме на Телма телевизија токму доктор Ирена Витановска. Престан ја се уште темата. Добро ви утро, ви благодарам уште еднаш за прв пат во Телма. Да, добро утро на сите гледачи. Ќе биде сигурно ова убаво излагање ваше. Имам толку многу прашања до вас, доктор Ирена, и верувам дека дел од тие прашања ќе се повторат. Веројатно вам вие како една енциклопедија секој ден, нели со толку богато искуство и практично и теоретски, меѓутоа се надам дека нема да ви бидам здодевен во некои овие прашања, бидејќи кај вас во вашиот информативен центар таму доаѓаат доста наши граѓани со можеби слични прашања, ама ќе се обидам да бидам прашањето на секој кој што не гледа денеска на Телма телевизија. Пред да продолжиме, ви споменав зад камери, имаме анкета направивме помеѓу наши сограѓани. Најчести прашања кои што можеби ги имаат и нека бидат истите тие и до вас, па ќе дадеме секако убав вовет на денешната тема. Уживајте. Што ви паѓа на ум кога ќе го чуете зборот масло од канабис? Масло од канабис искрено за лечење ми доаѓа прво на памет. Иако не знам кој зашто го користи, мене тоа ми доаѓа прво. Лекови. Масло од канабис, искрено да ви кажам, јас сум го употребувала бидејќи имав една страшна алергија и морав, штета што ја затворија таа продавница доле, беше у трговски центар. Јас употребав 30% масло од канабис за алергијата моја и мислам дека доста ми помогна. А да ви кажам и дека и канабис доста помогна на мојот покоен сопруг, кој боледуваше од карцином на желудник. Така да му давав, тој бараше самиот канабис. Мислим дека треба да се употребува. Попуштање на релаксација за некој што е болен на некои работи. Дали можеби вие или некој ваш близок го има користено маслото од канабис? Не. Не познавате никој? Не. Па имам, сега не би ги знам дека се користи. Тоа е безазлено масло, не е тоа она дрога што би рекла, ако е во одреден процент на производство. Ја не знам сега, има 50, 30 и 20. Ја
така ги, ја 30 купува. Да, имавме обид да се користи, но не беше успешно, може би беше задоцнето затоа. Ама мислам дека помага. Близок, па да, го користим некој, да. Помогнало тоа во нешто? Да. И дали може би ги знаете придобивките од конзумација на ова масло? Па ја не, лично не, а другите колегите што ги користеле, некои што биле болни некои работи, да помагаа, да. Па во врска знам дека се користи за болките при канцер. Мислам, тоа ми е единствено што знам дека помага, за друго не знам. Не. Па видите, масло не мора тоа секојдневно да се употребува. По потреба, ако рецимо имате некоја болка или ако имате нешто, да речеме, проблем во моментот, имате и тој спреј со канабис, така да може малце се шприцне ова и делува убаво. Ми се допаѓаат одговорите. И мислам дека со ова некако се создава тој баланс во општеството, меѓутоа се сеќавам доктор Ирина пред 10 години кога првпат ја отворивме темата за маслото од канабис и кога тоа доаѓа на нашиот пазар, или да речеме малку поекспанзивно, тогаш морам да признам дека дури ние бевме внимателни која терминологија и како да го поставиме прашањето. Денес мислам дека веќе тоа е и многу полесно и побезбедно се говори, како што можеме да кажеме од нашите сограѓани. Кога доаѓаат во кај информативниот центар бе прашал дали ги имате вакви и онакви наши сограѓани кои што целосно избегнуваат да разговараат, па веројатно со консултацијата веќе полека влегуваат во вашиот свет, информативниот свет, едукативниот, каде што се помага, и дали од пред 10 години сега разликата е ваква евидентна? Разликата е евидентна. Луѓето повише имаат информации за ЦБД, за канабидиолот, знаат дека не е психотропна супстанца, што мене ми е најважно, да сватат дека може да им помогне, а не да ги однесе у халуцинации, да не може да се снајдат. Или да спијат 24 сата, кој што имам информации, имало ситуации. Значи, канабидиол е супстанца која се добива од коноп индустријски и која што уопште не е психотропна. Али, евидентно е дека може да помогне во многу болести. Прво и основно е стресот. Стресот е тригер, окидач за многу болести. Имаме акутни, хронични болести. Поготово кога тој стрес ќе се продолжи, ние имаме болни луѓе. И да ви кажам од искуство, на сите доктори, знаеме колку се болни луѓето, колку народот е болен. Сега, зашто да не употребиме нешто што ќе помогне на човекот да се ослободи од анксиозност, од несоница, од болка, акутна или хронична. Јас сум употребила, например, силна главоболка наеднаш почнува од времето. И се менјава време, ја добивам силна болка у глава, веднаш зимам канабидиол, моментално исчезнува болката. Тоа за мене е голем бенефит. Како не? И така можам да го препорачам на другите исто. Зашто го применувате веќе? Затоа што веќе го применувам. Сабајле сум земала канабидиол за да можам да учествувам денеска цел ден да бидам активна. Интересно е како во некои древни времења тоа се користело, да речеме, нели, како да кажам состојба кај луѓе кога немало, да речеме, таква развиена медицина и потоа ја стигматизираме, целосно ја истребуваме. Тоа поради незиното техаце и така натаму, и тоа нели влегува, да речеме така, во нашите структури, во модерниот Homo sapiens како нешто недозволиво. Меѓутоа добро што со оваа модерна наука и медицина тоа се балансира. Па исто и докторите, ние ништо не знаевме до 2016-та. Откако не едуцира, ја почнав да го применувам. Препоставам дека и кај вас беше истиот. Исто, ништо не знаевме за ова. Во последниве 10 години вистина медицинскиот канабис е тема што речиси беше табу. Така е. Стана предмет на сериозни научни истражувања, законски дебати би рекол, студии и огромен интерес кај, како што можеме да забележиме, евидентно кај пациентите. Што всушност се случи? Науката почна да го следи, доктор Ирина, искуството на пациентите или пациентите почнаа да следат можеби и самата наука? Можам да ви кажам дека 1980-та, мислам, било кога еврејските научници во Ерусалим го откриле ендоканабидиолот, ендоканабидиолен систем, кој нас ни помага да се справиме со стресот. Ние, уствари, во телото имаме ендоканабидиоли
се лачат при стрес. Природно органски. Да, природно органски. И они откриле дека зависниците сепак некако им помага при некои хронични болести. И што е тоа? Што е тоа? Го откриле канабидиол, кој што е уствари замена за наш ендоканабидиол. Светската здравствена организација читав дека проценува некаде милиони луѓе во светот живеат со за жал хроничната болка. Вам тоа не ви е нешто непознато. Така е. Токму тие пациенти можеби се меѓу најзаинтересираните. Сме ги имале во нашето и мое лично обкружување. Конкретно кога ќе се спомене сега денеска и медицинскиот канабис. Дали можеби ова е последица на недоволно во минатото? Вие сте и доктор по вокација. Дали ова последица на недоволно успешни класични терапии кои што сме ги имале во минатото, на кои што нема да ги девалвираме нели нивните успеси, меѓутоа или пак ќе кажеме преголеми очекувања што се создадоа можеби околу темата за канабисот? Тој помага при лекување. Помага, ние си употребуваме класична терапија, например кај онколошките пациенти, хемотерапија, знаете колку знае деструктивна да биде за организам, меѓутоа кога зима канабидиол, човекот поминува подобро, полесно. И тоа е мое искуство што јас ќе ви го кажам со години. Например, сами луѓе им добиваат информација дека може да користат. И тогаш јас им давам да можат да користат канабидиол. Одредена концентрација, обично за онколошките е најака концентрација 30%. Меѓутоа не е за секој 30%. Затоа е потребен доктор да каже јас сакам да обично пациент, јас сакам 20%, 30%, чекај малце. Да видам од што боледуваш, да видам дали ти си за тоа. Знаете дека кај нас има израз анамнеза, затоа сум ја доктор, за да проценам што уствари тој човек може да земе. За сите препорачувам, превентивно може да се земе. Секој може да земе 10%, најслабиот 2 пати по 5 капки под јазик. Се зима под јазик и тоа веднаш делува. Веднаш. И за циркулација, несоница, за акутни состојби на стрес, хронични состојби на стрес. Некој не може да спие, има проблем. Како не? Има проблем, мора да се да употреби. Во секојдневието тоа е страшно. проблем. Луѓето се под огромен притисок. Па со обсервација на секојдневни теми кои што ги анксиозно, страшна. Именно. Најчесто доаѓаат пациенти и прашуваат дали може да користам масло од канабис. Отколку пред 10 години, колку се промени односот можеби и на лекарите кон оваа тема од вашиот близок круг на луѓе? Значи, оние блиски мои доктори што знаат дека јас го препорачувам и кои сум ги едуцирала, за тоа да, они веќе предрасудата се спушта и поготово кога имат роднини болни, тогаш веднаш ми се јавува за да почнат да употребуваат канабидиол. Најчесто, да речеме во 2016 година кога почнува нели Да, тогаш никој скоро. Тоа тогаш никој. Имавте и вие енигми, небулози? Да, јас сум лекар практичар. Јас она што сум го чула, сакам да го применам, да видам дали е стварно така. И откако почнав на старите луѓе у старски дом да го применувам, нормално со дозвола на роднините кои веднаш купуваа, да знаете дека состојбата им се подобруваше. Поготово декубити, гангрени, кожни болести. Да, како што спомена и господјата во анкетата, дури и алергии. Значи... И алергии, да, може да за CBD-то ја намалува, чешањето го намалува. Да, интересно е кога ве посетив во кај информативниот центар пред извесен период, ви споменав за мои блиски пријатели, една конкретна другарка ќе ја земам сега нели како тема на разговор со вас, која боледува од хронична псоријаза. Така. Избориме за жал и страшно чешање, страшно чешање, она што велиме ние најжаргонски кратери кои што се отвараат преку шврбањето и чешањето. Велите дека и од искуството во минатото. Така. Сепак, нели, индивидуална е реакција. Секоја реакција, меѓутоа дека сте биле сведоци дека во минатото со истото масло кое што ќе го препорачаме денеска за нашите гледачи, оние три кои што ќе ги имам во моментот ги имаме на располагање, дека и покрај аплицирањето орално. Да. Под јазикот, ако локално мора да се ставаат од маслото,
дека знае да дека се смирува. состојбата на затоа што е псоријаза. тоа антивоспалително дејство на канабисот, на канабидиолот и јас често го практикувам, го препорачувам и значи се гледа дејство. Се гледа дејство, олеснување на пациентите од болка и тоа ненормално чешање. Реуматоид артрит, например, една жена од Струмица ми се јави после апликација дека значително болките и се намалиле. Откако почнала да го применува. Али секој пат препорачувам и локално да се намачка. Кај што боли. Баш за реуматски Да, болки за и за артрит, тоа е страшна болест. Дали некој пат најголемата опасност не е самиот препарат, туку нереални очекувања кои што ги имаат луѓето од него? Затоа што нели некој пат не може сме наеднаш. Значи, он има концентрација која што ја постигнува. Ние не знаеме колку рецептори има тој човек. објаснете ми го тој момент, дека пред употребата важно е вие да направите анализа на рецепторите. Кој како Ја тоа не можам да направам, меѓутоа од анамнеза ја една општа слика дознавам за пациентот. доаѓаат пациентите кај вас? Например, еве и кардиолог ќе напише бисопролол, ама не знае колку рецептори има тој. Значи за секој лек постои рецептор во клетка. Исто така и за канабидиол постои рецептор. Некој става поосетливиот човек, некој не е. И јас добивам една слика, ама сепак секој пат почнувам од најниското. Тоа е препорачано да се 10% зима. Баш еден пациент, не можам да кажам дека е пациент, здрав човек, под стрес некако бил, одма земал највисоката концентрација. Од 30%. Не му било угодно. Значи мора да се почне со ниска. Со ниска концентрација. Затоа што некој пат постигнува ефект таа ниска концентрација. И временскиот интервал треба за да се постигне ефект. Например, одма после 3-4 дена веќе чувствуваат општа состојба им се подобрува. Нешто се променило кај нив. Дури и мислењето. Па не е толку стресен и не е толку анксиозен. И спиењето ми се подобри. Значи, му треба време за да делува. Често слушаме дека канабисот е лекот против болка. Дали е тоа прецизен опис или медицината денес некој пат говори за многу покомплексен механизам? Па ние не можеме да знаеме, уствари, самиот човек е комплексен, индивидуален. Така. Значи не можеме да кажеме ова е сигурно и готово, вака треба. Знаете, у медицина 2 и 2 не се 4 секој пат. Затоа сме сите доктори внимателни спрема секој индивидуалец. Али можам да кажам дека болката е страшна работа кај пациентите и нормално дека секој очекува веднаш да ја намали. Некој пат класичните лекови не помагаат, али затоа ова укористиме да помогне канабидиол и од моје искуство знам дека се смирува болка. Сега најголемата заблуда е нели CBD и THC. Едно од најголемите заблуди е дека секое нели масло од канабис е исто. Не е исто. Тоа би сакал да го појасниме колку може да се разликуваат два производи што на етикетата можат да имаат речиси ист назив. Може да има, меѓутоа да има пониска концентрација и такви работи се случуваат. Од странство ми донесоа некој, па не е адекватно. Меѓутоа јас работам со реплек кој што е сигурен и знам дека сигурно ќе делува, затоа го препорачувам и знам дека ќе делува стварно. Именно. Што би се случило? THC и CBD се два различита појма, две различити супстанции. CBD-то е ова вака делува, општа состојба подобрува и против болка. THC-то се фаќа за исти рецептори, ама тоа е психотропна субстанца и мораме многу внимателни да бидеме со таа субстанца. Има реплек екстракти кои што се у одредена доза и тие се применуваат у одредени состојби. Не секој пат. Ајде вака сега да направиме таа дистинкција околу CBD и THC. Што би се случило ако двајца пациенти користат производ со различен однос на CBD и THC, а мислат дека земаат исто масло? Веднаш ќе делува THC-то, ќе легне да спие или халуцинира или било што ќе му се случи. Што
е неуобичаено. Значи, тоа е психотропност. А CBD-то нема никакво дејство да има такво на мозокот. Напротив, по-фокусиран ќе биде, концентрација подобра, општа состојба ќе му биде подобра, имунитетот ќе му се подигне. Он нема да го осети веднаш, али со време ќе го осети. Психотропната субстанца, тоест THC, некои си сакаат да употребуваат. Меѓутоа, јас... употреба, денеска тоа за рекреативна... Има и зими кои што апсолутно тоа го... Ја тоа не навлегувам во тоа, јас гледам... Го носат до вашиот дом, така што... За болни луѓе гледам. Јасно. Како ќе им помогне. Јасно. Колку луѓето навистина знаат дека CBD не предизвикува психоактивен ефект, додека THC-то нели само и може. Јас ви кажав дека и од најблискиот круг на луѓе се уште постои стигма, така е. дали сакам или сакам да ја искористам оваа алтернативна медицина да си помогнам, само поради тоа што некој пат поради можеби рекреативната употреба во минатото и така натаму се чувствуваат недоволно сигурно да го земаат. Недоволно сигурни. Меѓутоа, затоа сте вие тука, за да дадете информација точна. Затоа сум ја таму во подружница, КА инфоцентар, за да дадам точна информација. Затоа што некои веднаш вака предрасуда. Меѓутоа кога имаат луѓе мака, некој им препорача или чуле информација, доаѓаат за да земат, да се информираат прво кај мене. На кои пациенти го препорачувате ова масло, кое што ќе го погледаме, колеги, може да ги пуштиме секако материјалите. Ги имаме 3 масла на располагање и сега јас би прашал прво за кого го препорачувате маслото со 10%, маслото Relax со 20% и 30%. Со оглед на тоа дека денес забележуваме состојби кај младите луѓе. Несолница и тие чувствуваат, нели? И покрај нивната И нервни сломови, лабока, анксиозност, страшна, депресија. И тоа во големи. А канабидиолот има антидепресивен ефект. И јас за сите ќе препорачам 10%. Значи, може здрав човек потпуно да зема. Здрав човек може превентивно да земе. Зашто? Циркулација ќе му подобри, имунитет, баланс, ќе се чувствува послободно, нема стравови да има, нема да чувствува притисок. Меѓутоа, 20 и 30% оставете ми ги мене за некои други болести. Затоа. За најмладите колку е безбедно да 10%. 10%. Па подобро е него нешто друго да користих, цигари или не знам што. Колку време треба да помине за да се почувствуваат првите можеби реакции? Отприлика јас им кажувам на пациентите за една недела обавезно да ми се јават, за да видам како се чувствуваат. Мора да се следи пациент. Возрастната граница која би била? Возрастната граница? Знаете дека канабидиол се дава и за деца, потпуно е безбеден, се дава за епинапади. За возрастните за Паркинсон се дава. Знаете, имаат проблеми, тремор, не знае кај се наоѓа, плюс тоа и деменција, односно Алцхаймер се развива. За такви пациенти има може 20% да се користи. Зависи, ја процента правам. Колку е опасно може би, доктор Ирена, кога пациентот сам ќе заклучи дека неговата несолница е само стрес, а всушност зад него стои депресија, апнеја или друго заболување? Па опасно е сам да зима. Јас викам 10% може сам да зима, али по големи концентрации не. Затоа е информативен центар, за да ми се обрата, да им кажам што да земат, која концентрација. Еден мал експеримент. Ќе кажам реченица, вие ќе ми кажете дали е мит или научен факт. Канабисот лекува рак. Не можам да кажам точно. Ова е граничен производ. Затоа што господјата нели спомена што вие сте биле сведоци за онколошките пациенти, дека помага и тоа. Помага. Екстремно многу. Само можам да кажам дека помага. CBD нема никакви несакани ефекти. Нема. Ако е природен производ, не може да биде опасен. Тачно. Секое масло од канабис има ист состав? Не, затоа што ако е у природно улје направен, екстрахиран, има подобри дејства, побрзо влегува во клетка. Значи мора да биде природен. Ако му помогнал на еден пациент, ќе помогне на сите. Па ќе помогне на сите, тачно е. Тачно е тоа.
Во последниве години и маркетингот, јас би рекол, многу побрзо се развива од науката, како пациентот да препознае кога некој, ајде вака ќе се изразам, продава надеж, а не медицина. Зато е доктор. Не продава надеж, него медицина. Затоа сум јас таму, во кај информативен центар. Какви се научните кругови кога стана збор за маслото од канабис денес, бидејќи ви ми рековте дека често знаете да патувате, имате дискусии, отворени сцени каде што се говори. Каде ви е најголемо изненадување, како е тоа се прифатено, зборам и од заедницата, од локалното население, а каде се уште можеби, дали можеби некоја земја од Балканот, се уште постои со некаква резигнираност, прашалник дали воопштова треба толку секој ден да се применува. Ако ви кажам дека еден доктор грк, кој често го посетувам доле во Грција, ми кажа, кога му однесо производи, доктор Ирена, ти си за 21 век доктор. У Финска, кај што одам секоја година, јас така ги мерам резултатите, значи со врзани раце се докторите, затоа што не е регистриран. И кога јас им кажувам како делува на пациентите, тие од прво време се чудеа, сега се радуваат. Меѓутоа, ја не можам да им однесам. Германците, например, веќе доста го користат, дури се јавуваат од диаспората, наши луѓе знаат, читаат, гледаат емисии, се јавуваат од Германија за да им дозирам, да им кажам како да го потребуваат. Или ќе дојдат тука, ќе земат и ќе си отидат. Така да доста луѓе се јавуваат. Од Англија, исто регистриран, Швајцарија, дури од Австралија, нашите македонци гледаат емисии и така информации добиваат. Кај нас се на располагање три типа, како што кажавме, 10, 20 и 30. И 30. Во други земји дали има со поголема концентрација? Па не може, тоа така ми кажа фармацевтите, не може да се добие повисока концентрација, кристализира. Значи сепак е 30% највисока концентрација. Значи и во другите пазари, другите земји од прилика. Да, од прилика се тие, немаше друго. Меѓутоа колку капки тој човек ја употреби зависи. Од болеста, од досегашното искуство. Колку пациенти, можеби, сега некоја мала блага статистика, успеа да ги добијат вистинските бенефити со конзистентно, кога ќе потсетиме и континуирано користење на маслото од канабис, и дали, да речеме, во одреден период човек треба да направи пауза од користењето на маслото, кога и за кои пациенти можеби не е препорачено? Па многу прашања, али еве една случка, например, дојде еден пациент со некој карцином и викам, од каде добити информација? Од Гевгелија. Па еве комшиката вика копа, веќе 5 години од истата болест е добра. Ја така добивам, проблемот е што не се јавуваат. Добро ми е, готово, баталува. Не ми кажува информација дека му е добро. Што беше уште прашањето? Конкретно да речеме за колкав број на пациенти? Огромен број на луѓе дошле кроз овие 10 години што работам со разни диагнози. Ја мислам дека многу голем број, поготово со овие други болести, Паркинсон, епи, една медицинска сестра беше со епи напад, 2 антиепилептика не смирува. Откако почна за месец дена, вика се смири. И не се повтори, нити дојде пак, затоа што е добра. Декубити, гангрени, тоа све што поминало, сите биле добри, анксиозност, една млада особа ми дојде, ужасни страови, несоница, страшно, дури до нервен слом. Откако почна да го користи, за 1-2 недели дојде, рече, мене ми е сега значително подобро. Значи, цело време имам такви информации дека им е подобро. Ретко да кажеме некој да каже, ама ја немам ништо подобрување. Ама чекаме, време треба за канабидиол за да се постигне некоја концентрација во телото и да се види ефект. Се прави некој пат пауза?
Може да се прави. И они ме кога е прашуваат препорачено да се луѓето. направи пауза? Па откако ќе постигнеме ефект, уште малце му е добро, окей, сега си во добра состојба, може да паузираме. Затоа што нели во одредени медикаментозни терапии во минатото знаат нели да се адаптираат со нашето тело и веќе да немаат нели нема ефект. ефекти. Меѓутоа, Затоа велиме дали во така. овој случај може да се паузира. Да се паузира. Може, си постигнува ефект, човекот е добар, здрав, сам си кажува. И може да паузира. во кој случај маслото од канабис не би го препорачале? Дали постои Кај состојба? психози. Кај психози, тука Дури е... со ТХЦ од страната? Збориме за шизофренија, значи ни едно ни друго. Не би го препорачала. Би имало некакви ефекти, доктор Ирена? Не сум, немам искуство, затоа што е тоа деликатно многу. Споменавте вие зад камери дека сте имале искуство дека луѓе кои што се онколошки пациенти, нели покрај морфиумот и други да речеме нели супститути кои што им се потребни за да ја издржат болеста и болките, го препорачате во секое време. Препоставам дека особено добро делува кај тие сайд ефекти, тие токсични ефекти што ги имаат од хемотерапија, знаат онколозите, им подобрува општа состојба. Значи да може да има квалитетен живот. Тука помага канабидиол. Не се таложи во зглобови. Може да оди анкилозирачки, обично се зглобовите од хемотерапија, али овде веќе имам видено пациенти дека им е добра состојба. Добро поднесуваат. Кај несоницата, најчесто кога се првите, да речеме, добри резултати? Веднаш. Става 5 капки под јазик, 10% веднаш спие. Дали 15 минути му треба да заспие. Јасно. Супер. Сега би споменал за информативниот центар, што се наоѓа во центарот, строгиот центар на градот. Таму ќе потсетиме дека вие сте секој работен ден Така на е. располагање. Тоа е информативен центар кој што ви е специализиран, советодавен информативен центар кој што го отвори Реплекс со цел сите ние да добиеме и стручни проверени информации за CBD производите и медицинскиот канабис, наместо како што кажа да се информираме од извори на интернет, што денеска за жал се почесто го користиме како лојален пријател. Меѓутоа, неколку работи што може да ги искористиме за информативниот центар, 10 години, со тоа и започнува таа линија на производи на база на CBD и улогата е вистина едукативна и информативна. Што ви покажа разговорите со пациентите, доктор Ирена, во информативниот центар, кои се 3 најчести прашања кои ги поставуваат луѓе кога пропадуваат да се сретнат со вас? Дали е психотропна? Тоа е прво и основно, пошто обичниот свет не сака, значи стигма има за не сака да употребува. Мада да ви кажам, антидепресиви и све друго, анксиолитици што употребуваат веќе навикнати, меѓутоа бараат нешто друго. Па тогаш можам да им понудам 10% каноил, за да се смират анксиозност да помине. А што е да речеме пациенти кои што главоболки, неуропатии, хронични болки. За пациенти кои што рекреативно го употребувале некој пат масло од канабис, Може да се ослободи. Тоа Може сака да од кажам. зависност може да се ослободи. тоа сака да ја прашам. Да. Дали се Затоа што случува? истите рецептори ги фаќа во мозокот. Да. И покрај тоа што може ТХЦ-то е избегнат. да му помогне, и сме имале такви случаи каде што девојче на пример било ослободено од зависност. Сака да се ослободи, еве, вака ќе се ослободи со канабидиол. Ќе ги фати тие рецептори, готово. Нема да има потреба за дрога. Што најмногу ви беше можеби изненадување откако започнавте да разговарате со пациентите во информативниот центар? Можеби имате недоволна информираност или некој пат и нереални очекувања кои што ги имаме? Највише тоа, нереални очекувања што имаат луѓето. И што некои луѓе живеат у некој свој свет, не можеш да ги допреш, да ги коригираш. Меѓутоа, запазив, за мене изненадување, дека канабидиолот му менува размислување, кога ќе почне константно да го употребува, му менува. И тој човек станува пофокусиран. Тоа ми е многу значајно. Дали еден ваков информативен центар
претпоставам дека има многу поширока улога. Не е само Така нели е. информацијата, да намали стигмата околу нели користењето на медицинскиот Така е. канабис преку разговор кој што е базиран на докази и наместо предрасуди. Така е. Дали се отвараат вакви слични информативни центри во други делови, да речеме? Нема, само тоа е единствен. И добро е што Реплек тоа го направи, што Така. го отвори. Затоа што ако сакаме константна едукација на население, потребно е да им даваме константна информација. Затоа сте и вие тука, затоа ја настапувам. За да добијат информација да дојдат до мене. Ме интересира, бидејќи сите ние некако ќе се соочиме во животот од некаква здравствена Да. состојба, претпоставам дека некој веќе прима некаква терапија. Колку е важно пациентите да не ги заменуваат можеби тие пропишани протоколи и терапии со масло од канабис без консултација со лекар, и колку, да речеме, голем дел од терапијата која што ја користат добро се адаптира и соодветствува, да речеме, со маслото од канабис. Има ли негде каде што се контрадикторни? Ми кажа по аптеките, кај што барав масло, таа и таа користеше, дојде зема и вика, го пробав и не ми делува. Значи, тоа најчесто е проблемот кај нашиот народ, да не го сваќа моментот. Значи, треба константност, како? Не може од бисопролол одма све да ти биде добро, или не знам од... Значи, треба константно да го користи, затоа што кардиолог му напишал. Така? Сега, ако јас го препорачувам ова, значи треба константно, често да го потребува. Дневно треба да... Некои и 3 пати дневно им препорачувам да земаат. Зависи од состојба. Али треба да има константност. Зашто да го фрли одма? Не ми делува. Па што очекуваш ти? Што очекуваш? Преку ноќ магија не. Ама одеднаш у секунда све да помине. А, например, има стрес... Наталожен со со години. години. Веќе и деструктивно однесување. Така. Може ли да ја намали потребата од силни аналгетици, доктор Ирина? Така е, аналгетско дејство има. Намачкајте го на некое место кај што боли, веднаш поминува. Јас сум го употребила. Феноменално. За која состојба? Да ви кажам, тука имав едни болки од сечен мускул, како што ме болеше, така одма, секунда една поминува. Али јас го зимам и перорално. Значи, под јазик се зима, за да делува веднаш. Комбинација треба. Верувам. Со излегувањето вашиот, опак ќе кажам дека зборот канабис на времето предизвикуваше отпор во јавноста, затоа велам дека денеска е добро што ве имаме на располагање, меѓутоа дали медицинскиот канабис некој пат неправедно сте се соочиле дека се изедначува со рекреативната употреба? Тачно е, неправедно е, затоа што едно е да произведе фармацевтска индустрија, лабораторија конкретно, проверено, затоа што ние лекарите работиме со проверени дози, концентрации. Значи треба да имаме увид во квалитет на еден производ. Ја не сакам да препорачам нешто што не имам јас искуство и што не е стандардизиран производ. Ако нешто е непроверено, а сум слушнала многу такви приказки, например, рекреативно го земал, паднал у несвест. Па сега, зашто си го опште земал? А го платил некоја сума, што да ви кажам. Јасно. Ке подсетиме на телефонскиот број 071 Така. 348 856. Тоа ви е телефонски број од кај информативниот центар, кој што од понеделник до петок е на располагање од 9 до 5. Од 9 до 17 часот попладне, уште денес по оваа емисија слободно или телефонскиот број може да го искористите да се информираат. Ако треба да испратите една генерална крајна порака можеби за пациентите кои што размислуваат дали да го користат маслото од канабис, која би била таа? Затоа што веројатно и вие сте си покажавте на себе и на бројни пациенти изминатите 10 години дека резултатите се евидентни. Така и тие доаѓаат кај мене. Јас би препорачала да дојдат кај мене у К-инфо центар, Реплек, за да добијат правилна информација. Јас сум таму за тоа. Само за крај, ќе ја искористам само како една приватна состојба, да не биде само директен маркетинг, а меѓутоа од мене ќе биде сега. Тоа бидејќи и во моето обкружување и моето семејство го користеше
токму маслото, вклучувајќи се и себе, Така што еве за крај нека биде потврда да не биде нели на самиот почеток од Тачно. разговорот, така што вистина ќе го препорачам особено за луѓе кои што се бават и со спорт. Така е. Нешто слично како и Тачно, јас самиот. снага дава. Снага дава, меѓутоа и верувајте ми дека некој пат болките кај зглобови и тоа помага. Да, бидејќи тачно е тоа. ова За нека биде една спортистите препорака. може. Да. Ви благодарам уште еднаш. Мола. Ќе се видиме секако за поводи повторно и потсетувам дека може да ве видат и да се консултираат со вас во К информативниот центар уште веднаш денес Така до е. 17 часот. Благодарам. Ми беше драго да ви имам денес као телма. Да. Ова е всушност и самиот К информативен центар, специјализиран, едукативен и советодавен центар токму на Реплек, основан со цел граѓаните да добијат стручни, проверени и научно засновани информации за производите на база на медицински канабис. Подсетувам, центарот не е само место за информирање, туку простор каде што секој кој што не гледа во моментот е заинтересиран може да добие бесплатни совети и консултации од обучени фармацевти и здравствени професионалци за правилна употреба на производите со канабидиол, односно CBD, како што ќе ја сретнете и доктор Ирина Витановска, специјалист по семена медицина, која што денеска беше во рамки на нашата утринска тема, говорејќи за нивни својства и потенцијални придобивки. Во неговото портфолио се вклучени кануил CBD масла во различни концентрации, како и други производи на база на CBD, наменети за поддршка на организмот и одржување на општата благосостојба. Канабидиолот, CBD, за што говоревме денеска со доктор Ирена, е природно соединение добиено од индустријскиот коноп, кој не предизвикува, подсетувам, психоактивни ефекти и не создава чувство на опијанетост. Во последниве години CBD е предмет на бројни научни истражувања поради неговиот потенцијал да придонесе за намалување на стресот, анксиозноста, подобрување на квалитет на сон, олеснување на хронична болка и воспалителни состојби, како и поддршка на самиот здравствен систем, важен регулатор на многу физиолошки процеси во самиот организам, особено го нотираме секако ова и за онколошките пациенти. Сепак, здравствените експерти потенцираат дека CBD производите не се замена за пропишана медицинска терапија, туку дополнителна поддршка што треба да се користи информирано и кога е потребно во консултација со в случај лекар или фармацевт. К информативниот центар се наоѓа во строгиот центар на Скопје, улица Свети Кирил и Методи, токму спроти трговскиот центар на Рамстор. Телефонот за закажување бесплатна консултација на К информативен центар ви е 071 348 856. Работното време вие секој работен ден од 9 до 17 часот. Во К информативниот центар сите може бесплатно да добиете стручни информации, подсетувам, советување од обучени фармацевти и здравствени професионалци за производите на база на CBD и нивна правилна употреба, својствата и безбедноста. И сосема за крај, ќе подсетам еве колегата Зоки, ова се трите масла за кои што денеска и говоревме за секојдневна употреба. Тоа ви е секако ребаланс од 10% CBD oil за подобра општа здравствена состојба. Тука е подобрување на општа здравствена состојба, позитивни ефекти при нарушен баланс на цревната флора, го подобрува имунолошкиот одговор, има анксиоталитичко дејство и без психотропен ефект. Тука ви е релакс со 20% CBD масло за намален стрес и несоница и секако за облажување на хронична болка. Тука ви е релиф, маслото исто така за облажување, подсетувам, со позитивни ефекти при хронична болка, позитивни ефекти при мускулни спазми и против воспалително и аналгетско дејство. Ве очекуваме во К информативен центар.